Почитувани гледачи, вчерашниот ден беше и повеќе од значаен за Штип и за Истокот. Зошто? Затоа што беше поставен камен темелникот на клиничка болница во Штип. Во тоа име, денес во дневникот на Канал Плюс телевизија го имаме господинот Никола Мицевски, пратеник на Собранието на Република Македонија. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Како што најави председателот на владеачката партија Никола Груевски, овој проект не беше дел од програмата на ВМРО ДПМН. Што се случи и како всушност се случи тоа да оваа клиничка болница стане реалност? Така, значи, она што и вчера го најавив и го кажав на убавиот ден кој што се случи, ова е историски ден за Штип и штипјани, секако за Истокот и Југоистокот на Република Македонија. Значи, првично беше планирано да биде реконструирана старата болница во Штип, меѓутоа имајќи во предвид дека истата е изградена 1937 година и не одговара на современ начин на здравство во Република Македонија, по подолго размислување се прејде на втората етапа, односно целосна изградба на нова болница во Штип. Клиничката болница е проект кој што владата на ВМРО ДПМН не го вети, меѓутоа од реалните потреби на граѓаните еве станува реалност. Се работи за инвестиција од вкупно 56 милиони евра, од кои што 30 милиони евра ќе бидат потребни за изградба на целокупната болница, а дополнителните 26 милиона евра ќе бидат искористени за набавка на современа опрема и сето она што е потребно за да функционира еден современ, модерен капацитет здравствен, кој што ќе нуди квалитетни и современи здравствени услуги на граѓаните од Штип, Истокот и Југоистокот на Република Македонија. Се очекува да ова биде еден услужен центар на некаде 200-250 илјади граѓани од овој дел на Република Македонија. Објектот ќе биде изграден на 34.000 метри квадратни бруто површина, ќе биде поделен во две целини. Првата целина ќе бидат сместени сите оделенија, додека втората целина ќе бидат оние услужни оделенија кои што се потребни за да функционира еден модерен современ капацитет. Ќе биде воспоставен building management систем, со што значи од самото доаѓање на пациентот од вратите на болницата ќе биде пратен целосно каде е, како се одвиваат неговото поминување низ болницата, се до неговото излегување од истата. Имајќи во предвид дека еден ваков објект има потреба од усовршен кадар, Министерството за здравство во изминатиот период испрати на едукација и усовршување на голем број на млади доктори и медицински персонал, односно медицински сестри, кои што ќе работат на овие оделенија. Значи, во изминатите неколку години во болницата се примени некаде вкупно во здравен дом и во клиничка болница Штип над 200 вработени, од кои што половината се доктори, кои што се распоредени на разни оделенија. Како што реков, најголемиот дел се специјалисти, специјализанти, од кои што бенефит секако ќе има здравството во Република Македонија. За сето ова да биде реалност, Собранието на Република Македонија пред неколку месеци го изгласа законот за задолжување, со што се обезбедени финансиските средства и со ова се затвара еден круг на подготовка за почеток за изградба на клиничка болница во Штип, со што ги разуверувам сите скептици кои во изминатиот период одржуваа безброј пресконференции, кои што зборуваа на оваа тема дека ова нема никогаш да биде реалност за Штип. Еве, се случи да клиничката болница вчера се постави камен темелникот, а она што го разбравме од инвеститорот, тие се врзани за 2 години да го изградат целокупно и овој објект, по кое што ќе можат граѓаните на Република Македонија и граѓаните од Штип и источниот дел од Република Македонија да ги користат бенефитите кои што ќе ги дава овој здравствен систем во Република Македонија. Да го акцентираме значењето како од медицински аспект, така и од економски аспект за Штип, за градот, за Истокот на оваа клиничка болница. Секако, значи во таа болница, од она што го разбравме вчера од менеџерскиот тим, ќе треба да работат некаде над 150 лекари, значи тоа ќе треба да биде услужувано од медицински персонал, помошен персонал, тоа е дополнителни вработувања во здравството во Штип.
Покрај тоа и економски, значи болницата ќе дава своји резултати, а секако и намалување на трошоците на граѓаните од Источна Македонија, кои што за овие услуги досега го користеа клиничка болница во Скопје. Истите ќе бидат примени, ќе можат да ги користат бенефитите, како што реков, на оваа болница овде во источниот дел од Република Македонија, со што ќе се намали и транзитот на луѓе и она пребукираност на Скопскиот клинички центар. Се на се, еден добар проект кој што владата на ВМРО ДПМН покрај другите големи проекти кои што се направени во Штип продолжува да инвестира во истиот. Таков проект беше УГД, кој што исто така беше многу долги години негиран, меѓутоа еве гледате што значи УГД за образованието во Република Македонија. Таков проект беше технолошко развој на индустријските зони, кој што веќе е проект кој што вработува во моментот некаде околу 3000 лица во самата зона и остава една можност за дополнително економско развивање на стопанството во Штип, како и вработување на голем број на лица од нашиот град и од околните градови, со што се намалува бројот на вработеност, која што е рак рана на македонското стопанство во изминатите години. Значи, од 2005 Штип имаше 12.700 невработени лица, денеска се сведе на 2000 активни баратели на работа. Голем број странски компании бараат место повеќе за да се сместат со своји капацитети во Штип, за да можат да продолжат, имајќи во предвид дека трендот на доаѓање на странски инвеститори е се поголем во нашиот град. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и секако вие, драги гледачи, останете токму со Канал Плюс телевизија и со нашиот дневник продолжуваме со содржините.